Денеска, заедно со председателот Ѓорѓи Иванов и со двајцата кандидати за пратеници, Игор Здравковски и Киро Нацков, извршивме посета, односно бевме во посета на спомен куќата на Кочо Рацин. Еден од најголемите македонски револуционери, но и основоположник на модерната македонска поезија и литература. Како велешани сме горди што бевме денеска во домот на Коста Солев Рацин, човекот кој што преку своето действување во целиот свој живот бил носител на авангардата, на револуционерната идеја кој што се борел за македонштината, за македонецот, за сопствена држава. Впрочем, се она што денеска во оваа кампања ние како ВМРО ДПМН го нудиме пред граѓаните, покрај се она што го планираме како проекти во инфраструктурата, земјоделието, економијата и финансиите, здравството, образованието и се останато, еден од главните мотиви, нешто што ќе биде секако во фокусот после формирањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН, враќање на гордоста на македонецот, враќање на македонското национално достоинство. Јанушев, сакам да ве прашам, оваа кампања ја обележуваат секојдневните играчни бомби, емитувањето по социјалните мрежи на прислушкувани нелегални разговори. Секојдневно се пуштаат разговори или за едниот табор или за другиот табор. Денеска, осам на аудио снимки на кои што се слуша вашиот глас, гласот на понајшниот министер Миле Јанакиевски. Како го коментирате? Па исто како што го коментирав и во целиот изминат период, иако не се согласувам со вас во целост дека кампањата се базира на тоа, напротив, она што го правиме во целиот овој изминат период во кампањата е во средби со граѓаните да презентираме нашата програма, да презентираме нашата понуда, што е она што ќе направиме пред граѓаните, да им покажеме дека е доста на апатијата, доста е на свитканата кичма и наведнатата глава, дека доаѓа обнова, дека имаме план за тоа, дека знаеме како поседуваме кадри, дека обновата е на прагот, на 15 јули тоа ќе го потврдиме и доаѓаат подобри денови за секого и пред се повеќе за секого, каде што ниеден граѓанин нема да биде заборавен. Она што се обидуваат да направат едноставно некои работи во очај, бидејќи се свесни дека губат, тлото под нозете им е изгубено, компасот не само што им покажува погрешна насока, туку би рекол дека воопшто го немаат, па се обидуваат на овој начин да ме дискредитираат или на некој начин да влијаат на граѓаните преку нарушување на мојата чест и углед. Сметам дека тоа не поминува. На крајот на денот, ако сум направил нешто што не било како што треба, веројатно немало да стојам денес овде и да давам ова изјава. Но исто така имам и да им порачам. Една година се противеа и него носеа законот за потекло на имот на политичарите. Тоа ќе биде еден од приоритетите после формирањето на новото парламентарно мнозинство и владата предводена од ВМРО ДПМН, а тек после тоа ќе видиме кој од политичарите, ќе видиме дали Љупчо Николовски и Зоран Заев ќе бидат на политичката сцена. Ви гарантирам дека тоа нема да биде така. Господине Јанушев, како ја оценувате, која е вашата оценка за досегашната кампања и што е она што го разликува ВМРО ДПМН од другите? Јас сум задоволен од начинот на водењето на кампањата. Навистина целата структура на партијата, сите активисти се максимално ангажирани, почнувајќи од најмладите, од Унијата на млади сили, Унијата на жени, преку општинските комитети, секако поддршката која што ја добиваме на секаде од Унијата на ветерани. Мотивацијата е огромна, се со цел да ги тргнеме Зоран Заев, Љупчо Николовски и останатата криминално-рекетарска банда со се лошо што направија во изминатите 3,5 години. А ако направите еден добар сублимат, ќе видите впрочем дека во изминатите 30 не се случија толку лоши работи колку во овие 3 години. Впрочем, по што се разликуваме? Се разликуваме пред се во однос на тоа што го нудиме пред граѓаните, бидејќи изборот сега се сведува на криминал и корупција, уцени, закани, палење на автомобили, куферчиња Луи Витон со милионски суми на пари, намештајки буквално на секој тендер. Од другата страна се нуди чесен пристап, достоинствен пристап, честитост, работа, труд, трудолюбие. На крај на денот се сведува на тоа дали ќе изберете за Заев или ќе изберете државата. А кога изборот е Заев или Република Македонија, мислам дека на граѓаните им е повеќе од јасно, за разлика од СДСМ, ние не го подценуваме народот и сме убедени дека ќе извојуваме убедлива победа на 15 јули. Уште едно прашање имам, вие сте белешанец и секогаш во срцето ви е била си тоа го докажувате
обележувате? Што ќе направите Велес? Ќе имате денеска средба со младите, со културните работници? Што ќе им ветите? Што ќе направите за Велес? Затоа што Велес е сега вистинска апатија. Што е на тоа што најмногу ќе се насочи? Покрај големите, да кажам, носечките проекти, кои што веќе ги презентиравме, зголемувањето на платите за 25% или тоа е понекад околу 6.500 денари повеќе, се однесува токму и на сите во Велес. Зголемувањето на пензиите за 20% или повеќе, односно околу 3.000 денари повеќе за секој пензионер, вклучително и за пензионерите во град Велес. Гасификацијата до секој дом за сите граѓани, за сите стопанственици, за сите капацитети кои што ги имаме во Велес, каде што ќе овозможиме бесплатни приклучоци. Обновите на фасадите со енергетски ефикасни фасади, каде што државата ќе го покрива половина од трошокот, исто така се однесува и на сите велешани, сите оние кои што ќе сакаат да го направат тоа. Но тука е и реновирањето, односно целосната реконструкција на Велешката општа болница, автопатот кој што го најавме, кој што ќе биде од огромен придонес за Велес, Скопје, Велес, Прилеп, Битола до границата со јужниот сосед, се само еден мал дел од сите оние проекти кои што ги планираме да ги спроведеме и го земаме како обврска и јаманет пред граѓаните дека ќе го испорачаме во следните 4 години.